Табели 2. Тие се идентични. Забележувате дека се идентични. Од пол, од 6 реда и од 4 колони. Значи 6 по 4. Колку се 6 по 4? 24. Значи 24 квадратчина имаме. Во табели. Во двете табели. И во едната 24 и во другата 24. Да. Тоа е 48. Измешани се, така? Во табелите се измешани. Ваша задача ќе биде да броите на глас. Значи, на глас и ќе ви дадам јас моливчиња и ќе штиклирате кој ќе го најдете бројот. Победник ќе биде тој што ќе стигне и ќе обележи сите бројчиња. 100, 101, 102, 103, 104, 100, 101, 105, 106, 107, 103, 108, 109, 104, 110. Нема помош. 111, 105, 106, 112, 113, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119, 120. Значи Филип сите ги обележи. Така, браво Филип. Ајде да дадем малку остатни. Браво. Значи кој е победник? Филип. Гледате дека квадрачињата. Така? Да. Дали ги гледате? Сите ги гледате. Еве ги квадрачињата. Да ги пополните. Тука ви се дадени некои си броеви. Но тие броеви се од табелите. Значи, оваа табела е од 801 до 900. Значи, и се дадени делови од табелата од 801 до 900. Провер. Тука што ви стои? Ќе прочитам те и вие и сега јас ќе ви објаснам. Значи, треба да се оцениме со боите на семафорот. Како ќе се оцениме? Ако точно сме пополниле во сите овие, тука 3, да ги кажам, квадратчиња што се наредени, значи ако имаме пополнето точно од 1 до 8 квадратчиња, црвено. Ќе се оговориме само крупчето црвено. Ако имаме точно пополнети од 9 до 16 квадратчиња, жолто, и ако имаме точно пополнети од 17 до 23, значи повеќе, тука зелено ќе си го оговориме овој крупчето, ситвино квадратче и го по едно крупче тука ќе се оговори.
Била кај нас тука, кога ги присметав зборовите, првиот мислено 435, а вториот 465 и третиот 495. И тие три збира се зголемуваат за 3. За 3? Дали ти се зголемуваат во редовите кои ги собри, кога ги доби сите збирови? За колку ти се зголемуваа, Николина? Овие тука двава за 3. Не, за 3. Дали? За 30 ти се зголемува, така. 30, за 30. Така, за 30. А во колона која ги присметуваше? А во колоната првиот збор ми испадна 462, вториот 465, а третиот 468. И тие се зголемуваат за 3 единици. 425 од 465 за 3 единици и 465 од 468 исто така за 3 единици. Така, добро. Ајде, мате твојата. Стој. Ајде, мате да видиме ти каква табела имаш. Имам табела 4 од 4. Така, 4 по 4. 4 по 4. Так. Во првото 674, во третото 714, во четвртото 754. Тие сите тие се зголемуваат за 40. Добро. А Во колона кој ги собираше? прво колона кој ги собирав ми се зголемува 4. А, за 4 се зголемија. И да ги прочитай ги збировите? 688, 600. Плюс 3, 600. Не, 3 по 3, а кај мате 4 по 4. Значи големината, многу е важна големината на табелите, на квадратот. Тоа квадратот 5 по 5. За колку ќе се зголемуваат збировите во? За 55. Точно така, Борче. Секој од вас во групата, бидејќи секоја група е 6 ученици, ќе треба да се избере свој ред и своја колона. Над редот и над колоната само иницијалите од вашите име и презиме ќе го запишете. Потоа ќе ги вртите коцките, две коцки ќе ги вртите. Ако, пример, ако ви се падне бројот 3 и бројот 4, броите во првата колона, која е вашата прва колона, тоест ред, броите 3, значи 146. Потоа броите во колоната, четвртиот број, 174. Тие два броја треба да се соберат. Јасно? Да. Значи, која група ќе видиме? Овде ви се ливчињата со вашите имиња, само имиња ќе ги ставите. Така, само имињата, значи и тука ќе ви стојат вашите збирови. Јасно се? Да. И ќе видиме која група ќе има најмногу за точни резултати.